Сега би ја поканила професор доктор Елизавета Висовска, педијатар неонатолог, со темата коморбидитет на Даун синдром. Моето предавање, како предавање од доктори, е со многу сувопарен материјал. Јако исполнето со многу љубов, јас можам да кажам дека се ова што ќе кажам, родителите на децата го знаат многу подобро и секој од нив ја одржал истата презентација, без никаква грешка, без читање и без слайдови. Ќе почнам со минор аномалии. Како ги препознаваме на раѓањето на новородените деца за кои поставуваме сомнение дека можеби имаат Даунов синдром. Тие, знаете, бидејќи ги видовте, се сите слични, сладки, сите личат еден на друг, бидејќи ги поседуваат минор аномалиите кои ги разликуваат од другите новородени деца. Имаат леснов костени очи, таа линија на 4 прсти, повеќе раздалечени очи, хипертелоризам, затоа и ги викаме минор, бидејќи многу малку се разликуваат од другите деца. Таа разлика расти понатаму благодарение на нашето општество. Кои се пак мајор аномалии, кои за жал многу од нив ги имаат како придружен морбидитет, односно како придружни болести. Тоа се мајор аномалиите кои имаат медицинско, психолошко и социјално значење, како за самото дете, така за семејството, но и за целата заедница. Тоа се големите аномалии кои бараат терапија, многу често хируршка интервенција без која не би бил можен нивниот живот, односно нивниот обстанок. Од аномалиите каде терапија не е ефективна се хромозомските аберации, меѓу кои е Дауновиот синдром, тоа е менталната ретардација, каде што само со вакви дополнителни терапии и дополнителна работа може од нив да се добијат полновредни единки во нашето општество. Дауновиот синдром се диагностицира кај околу 1 на 650.000 живородени деца. Како резултат на интензивниот развој на диагностичките методи и терапевските процедури, како и свесноста и обезбедувањето на можностите според потенцијалите на овие лица, преживувањето е драматично подобрено во 21. век, а најмногу подобрено во развиените земји. Не затоа што имаат пари, затоа што повеќе им се пружа можности да го постигнат нивниот потенцијал до максимум. Иако многу од децата покрај менталните ограничувања имат и физички проблеми, еден голем дел од нив можат да живеат независно и да имаат продуктивен живот како возрастни. Уште во раното детство овие деца бараат суштинско, континуирано репроценување на нивните медицински и социјални потреби. Не се жигосани од самото раѓање. Тие постојано покажуваат нови можности за соработа да развијат нови вештини, како што и претходното предавање оди комплетно во прилог на моето предавање. Нивните потреби се различни. За целта на оваа презентација идентификувавме 4 животни фази кај лицата со Даунов синдром, поради директното нивно поврзување со морбидитетот и морталитетот. Пренатална возраст, детство и рана возраст и младост, возрастно доба и старост. Овие периоди дали се различни за другите и ние поминуваме низ истите периоди. Во пренаталната фаза може да се открие Дауновиот синдром, постои сомнението, се уште сомнение, со неинвазивните методи и тоа со анухалната транслуценција и тој приска метод кој што се биохемиски параметри. Но не се открива синдромот, се поставува сомнение и се предпоставува ризикот за раѓање на дете со Даунов синдром. Посигурна метода е функцијата на хорионските ресички и амниоцентезата, кои се поагресивни методи, но дават прецизна диагноза. Се до 1991 година, само матерналната возраст беше критериум за одредување на висок ризик за раѓање на плод со Даунов синдром. Но тоа не значи дека тие сите ќе имаат дете со Даунов синдром, нити пак значи дека младите родилки со 100% се исклучени од овој ризик да родат дете со Даунов синдром. Ние видовме тука прекрасни млади мајки, родители на овие деца кои ни приредија една представа која навистина сите не воодушеви. Која е превенцијата? Генетското советување за семејствата со анамнеза за хромозомски аберации или Даунов синдром. Возраст на првородката над 35 години веќе има индикација да се направи амниоцентеза за прецизна диагноза, кај нив е ризикот нешто повисок. Ран скрининг во првиот триместар,
Додека пак Американскиот колеж за акушерство и гинекологија во 2012 година во своите упатства веќе препорачува да се понуди скрининг за Даунов синдром кај сите бремени жени, независно од возраста, поради претходната причина, што ја кажам, многу млади мајки ради X причини, ради најразлични причини, кои за жал остануваат неоткриени, раѓаат дете со Даунов синдром. Детство и рана младост. Детството од раѓање до крајот на 18-та година, детето тука покрај манифестните минор аномалии, дисморфичните стигмати, носи изголемен ризик од аномалии на големите органски системи. Срцевите аномалии ни се најтешкиот асоциран морбидитет, бидејќи тие во најголем број случаи бараат корекција оперативна, а со тоа се скратува и животот. Од аномалиите се најчести аномалиите на предкоморната преграда, на коморната преграда и перничињата во внатрешноста на срцето. Аномалиите на системот за варење се исто така чести, кои што бараат хируршка интервенција и се препознаваат уште во раниот период на новороденчето и се носат итно на детска хирургија за операција, за да може да биде возможен нивниот живот. Имунолошките проблеми пак се еден предлежечки фактор на многуте други болести кои што почесто заболуваат, бидејќи почесто страдаат од сите други инфекции, дури и од фатална сепса, која што може да биде и смртоносна. Имунолошкиот дефицит, кој што е чест кај Дауновиот синдром, носи до почести респираторни проблеми, потоа може да доведи и до други заболувања кои што се должат на слабоста на неразвиениот имунолошки систем. Има сензорни отстапувања во вид на нарушување на видот, на слухот, задоцнета дентиција и незадоволително орално здравје, зголемен ризик за хипотиреоза, многу ретко хипертиреоза, проблеми со дефицит на вниманието, апнеа во сон, проблеми со однесувањето. Децата со Даунов синдром имаат неколкократно зголемен ризик за развит на леукемија во детството и тоа со ран почеток до 5-годишна возраст. Женските деца се поподложни на дебелење за својата возраст отколку машките деца. Препораки кои мора да се почитуваат, а за да се почитуваат мора да се обезбедат услови во заедницата, во општеството. За доење, почнувајќи од од породилиштата, потребна е полна поддршка и консултација поради назначената хипотонија и лошата контрола над јазикот. Но голем број од децата со Даунов синдром можат да бидат успешно доени. Значи можат успешно да го поштат нивниот старт со исхрана и со живот. Дебелината станува проблем кај постарите деца и кај возрастните. Потребни се услови за физичка активност како би можеле да ја контролираат тежината. Адолесцентните девојки со Даунов синдром треба да бидат информирани за можна бременност на начин соодветен да разберат тоа. Како машките, така и женските деца се поизложени на злоупотреба. Потребна е специјална едукација и тренинг кои се потребни за терапија на говорот, јазичните вештини и физикалната терапија. Тренинг за однесувањето, консултации со психолози и психијатри, заедно со своите родители и негуватели, како да се контролира бесот, лутината, компулзивното однесување. Околината треба да знае како да се однесува со детето кој има Даунов синдром и да се справува со некои фрустрации. Во исто време, важно е детето да се научи да биде самостојно во границите на неговите можности. Во минатото се верувало дека лицата со интелектуална попреченост немаат когнитивен капацитет да доживуваат силни емоции. Но денеска е сосема јасно дека овие деца и возрастни имаат и тоа како силни емотивни доживувања и капацитет да примаат и даваат чувства. Особено за децата со Дауновиот синдром, кои растат во средина каде споделувањето на чувствата е обилно, тие се стекнуваат со капацитет да возвраќаат емоции и да воспоставуваат емоции со многу силен напор. Колку ќе им пружиме, толку ќе ни вратат. Напој кој може да биде позитивен, но некогаш и негативен, во позитивните вклучувајќи нежност, љубов, во негативните без лутина и повредени чувства. А тоа многу често им се случува, токму како што сите пред мене зборуваат, околината децата ги прави полути, понервозни, пофрустрирани. Препораки согласно наодите за асоцираниот и предпоставениот морбидитет. Во време на детството треба да имаат преглед на очите секоја година. Тест за слухот секој 6 до 12 месеци, зависно од возраста.
преглед на зъбите на секој 6 месеци, рентгенграфија на вратниот дел од ребетниот столб меѓу 3-та и 5-та година, тироидно тестирање секој 12 месеци, брисеви вагинални кај девојчињата и адолесцентките и разговор со гинеколог во предпубертет или возраст од 21 година. Го правиме ли ова? Создаваме ли услови да се направи ова сето кај децата со Даун синдром? Возрастно доба од 19 до 40 години. Не би ги читала кои се проблеми можат да ги добијат, бидејќи сите ние сме изложени на ризик да ги добијаме и цереброваскуларните инсулти, и хипертензијата, и срцевата слабост, и сензори-невралните проблеми, и другите работи. Меѓутоа, кај нив се јавуваат во нешто порана возраст, отколку кај другата популација. Напредната возраст над 40 години има почеток, но нема лимит. Лимитот е крајот на животот. Се појавуваат сите физиолошки феномени на старење, како кај сите луѓе со напредување на возраста, вклучувајќи акумулација на метаболни продукти, пораст на триглицериди, на холестерол, влошување на сите процеси како на клеточно, така и на молекуларно ниво. Биолошките промени се исти, но суштинската разлика е времето на појава. Кај девојчињата се јавува, кај жените се јавува рана менопауза, карактеристично е предвременото старење, редуцираниот потенцијал за репарација на ДНК, зголемената биолошка старост во однос на хронолошката и нешто пораниот морталитет. Возраст над 60 години постигнуваат тие кои немале асоцирани болести, кои имале идеални услови за развој на нивниот потенцијал и дозволувале да се развие тој и да дојде на површина се она што можат да го направат. Во нив има скриено огромен потенцијал на кој треба да му се даде можност. Најчести причини за смрт се пнеумонија, респираторни инфекции, срцеви коронарни болести, ренални болести, карциноми, цереброваскуларни болести, Алцхаймеровата болест се јавуваат во нешто зголемена инциденција и во пораната возраст. Според податоците што ги најдов, најстариот човек во Соединетите Американски држави е на 73 годишна возраст. Немам податоци за Македонија и би била среќна ако добија податок колку е најстариот човек. Тоа значи дека тие може да имаат полновреден живот и да доживеат главна старост. За да се обезбеди подобар квалитет на животот, презентираните коморбидни состојби не ми беше за цел да ги уплашат родителите, туку само да им докажат дека нивните деца не се разликуваат многу од другите. Поминуваат низ животот се, само се бара поголема контрола и подобро прифаќање во општеството и заедницата. Сето тоа треба да ја подкрена будноста за раната детекција на сите проблеми кои им се јавуваат, раната интервенција која е клучна за нивниот подобар и поуспешен живот со соодветна грижа и менеджмент. Децата, а понатаму возрастните луѓе кои имаат Даунов синдром, ги имаат сите права да го постигнат својот максимум. Овој свет е преширок и има место за сите нас. Ви благодарам.